И не треба многу да истражуваш за да дознаеш какви се идиоти возат покрај нас. Само отиди на интернет форум, кај што зборат за автомобили. Ќе најдеш идиоти кои се фалат дека кренале 207 на Партизанска. Па друг идиот му се надоврзува и му вика: ако е Партизанска во прашање, за таа улица си го срушив рекордот пред 3 дена, новиот ми е 215. Он е доволно паметен за да стави наводници, но доволно глуп за кога пасвордот му бара 4 карактери, он да пише волкот и трите прасиња. Веднаш под него во форумот се наоѓа уште еден фин екземплар. Он вика: и јас денес до нов личен рекорд, 140 км на час. За сега доста, повеќе кога ќе положам за 3-4 месеци. Смајли. Извакуваше го биец, било и едно 18 годишно момче кое со 1,3 промили и без возачка дозвола излетало од улица, се забило во бандери и до толку го стјебало аудито што морале да го вадат со сечење на лимот. И не е смешно сега. Нормално. By the way, очигледно има некоја поврзаност помеѓу ауди и идиоти. Некако чудно се привлекуваат. Како Амди Бајрам и владеачка коалиција се. Знаеш, колку и да се чини невозможно, сепак се спојуваат некако. Некако ќе се најде. Да. Ајде да видиме, ова е реално. 4 од последните викенди во Скопје. Значи 4 од последните викенди во Скопје. 36 собраќајки, 19 повредени. 27 повреден. 15 повредени и 1 загинат. 17 повредени и 1 загинат. Во само 4 викенди во Скопје имало 1142 случаи, од кои најголемиот дел се движеле со поголема брзина од дозволено, а другиот дел биле исклучени од сообраќај заради возење во пијана состојба, немање возачка дозвола или нерегистрирано возило. Значи за само 4 викенди, малтене 8 денови, луѓе. 1142 случаи во кои сме можеле да настрадаме било кој од нас. И може би е до полицијата, може би треба поинаква тактика, може треба Талат Џафери собраќајац да стане, не знам. Ако ништо друго, знам дека одлично би се снашал во улога на некој што треба да исклучува луѓе од сообраќај. Чекај, драви, исклучен си. Почекај ме, исклучен си. Полека сега, јас те повикувам да слушаш, за да се слушаме, мора да те исклучам за да се слушаме еден со друг. Исклучен си. Исклучен си. Ама исклучен си. Пратете го Талат на улиците. Затоа една порака до сите идиоти, вие што возите, нели, како идиоти. Здраво, идиоти. Цениме тоа што го правите. Навистина е јако кога ќе поминете со 300 на сат и ќе не разбудите од спиење. Супер е. Ама верувате дека нема потреба. Знаеме дека имате стресови, нервози и комплекси, ама ова ништо не ви менува, верувате. Се што треба да направите е да се олабајте. Само олабај се. Значи, еве вака, имаме некои пораки. Олабај се. Ниедна женска не сака маж што е брз. Нормално. Или пак олабај се. Ако животот ти почнал со пукање на гума, не мора така и да ти заврши. Или олабај се. Тоа што возиш 160, не го менува фактот дека си висок 160. Така ли? Да. Овие и сите други олабај се пораки ве чекаат на еден профилите. Супер пораки за сите супер идиоти по нашите улици.